Соборци, правдолюбци, демократи! Нема да престаниме, дури не ги исполнат сите наши барања! Сега сакам да ви кажам, односно се думав како и да почнам. Сакав да дадам една ретроспектива за тоа како почнавме. И дали ние или тие почнаја. Протестирам дали го родија тие или ние. Пред 5 години беше и еден ден. Убија дете. 22 годишниот Мартин. Го убија дента кога сакаја да слават победа. Го почнаја протестирам во крв. Сакаја да скријат. Наредниот ден, тогаш портпаролот Иво Котески на Министерството за внатрешни работи се праеше наудрен. Рече дека случај на убиство не постои. И покрај тоа што имаше безмалку 100 очевидци на тој настан, тие сакаја да скријат. Од тогаш се така започна. Го започнаја во крв, но ние ќе го завршиме во боите на слободата, во боите на шарената револуција ќе заврши нивното. Од тогаш сме на улиците, најголем број од нас тука, правдолюбци, не застанавме. Не застанавме, тогаш баравме оставка на министерот, на министерката, што не сакам името да го спомнам, сега бивша. Баравме одговорност од сите кои знаеа за случајот, да сакаја да го скријат. Добивме казна за извршителот. Тоа не беше мала победа. Тоа не беше мала победа, гледајки и слушајки со какви се методи тие тогаш се служеле. Продолжи понатаму. Пред точно една година, еден месец и еден ден, бомбите на опозицијата ни покажаја дека тие знаеле. Знаеле за убиството, но сакале да го скријат од една причина. Нив тоа не им е битно. Нив не им е битно ни тоа дека тој е нивни симпатизер Мартин. Нив битно им беше да не го изгубат моментумот, на радоста за нивната пирова победа на тогашните избори кои видовме дека ги украле. На 5 мај ланиисценираја со внатрешни уфрлени луѓе во движењето протестирам,исценираја конфликт,исценираја да не тепаат по улиците,исценираја да ни влезат во читалните, да им влезат на студентите во читалните на полноќ и да ги прашуваат што прават, па што може да прават студенти во читална. Тогаш ни затворија, 40 и кусур луѓе наши соборци ни затворија. Но не помина се така. Нема да им помине ни овој пат. Вчера видовме како вистината за протестирам паѓаат барикадите на полицијата. Ке паднат се до последно барање, ке исполнат се, но тоа нема да го направат наеднаш. Тие се од оние најниските, тие се од оние што не сакаат да признаат, тие сакаат да побегнат, но не им даваме. Парите има да ги вратат и ќе си лежат. Им даваме ултиматум до 18 јуни. За сега им поставуваме само 2 барања. Првото барање, многу битно, е Уставниот суд, оној уставен суд 5:4 нозом што трепа. Знаете, 5:4 е многу мала разлика, но е многу битна. Тој уставен суд мора да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Тој уставен суд мора да каже дали тоа специјално јавно обвинителство е уставно. Оти ако не е тоа така, ние немаме што да бараме, освен нас радикализираме овие протести. Ако не е специјалното јавно обвинителство, ние немаме друга опција. Второто наше барање што мора да го исполнат до тој датум е
да ги ослободат нашите соборци и сите оние што се гонат, кои учествувале во шарената револуција. Тие не смеат да бидат во притвор, тие не смеат да бидат под истрага, ние не смееме да бидеме под истрага, затоа што ние сме правдолюбци, затоа што наша е вистината, а нивната никогаш нема да им помине. Нивна е лагата, а се дотогаш ние ќе останеме на улиците. Соборци, ќе има правда, ќе има мир, но дури нема правда. Нема правда! Нема правда, нема мир!